Секој пат знаеме да кажеме дека книжарницата 3 прерастува вистина и е повеќе денеска, јас би рекол, од книжарница, културен простор, место каде што се среќаваат сите читатели. Многу ми се допаѓа всушност и овој пасаж за кој што ќе говориме со Бојан. Инаку вистина тоа се тие можеби катчиња каде што се среќаваат и читатели, автори, нови идеи со силен фокус на современата литература, есеистика, психологија, како и популарни светски бестселери. Тој често знае да истакне дека читањето не е луксус, туку потреба и културна навика што се гради од најмала возраст, а токму преку овие проекти кои што ги имаме редовно, можеби нели календарски, се потикнува таа љубов кон книгата за младите и јас би рекол и пошироката публика, така што Бојан Саздов, еден од најпрепознатливите имиња, пак ќе кажам, во современата македонска издавачка сцена, човек кој што повеќе од 2 децени стои секако зад развојот и афирмација секако со неговото семејство за книжарницата и еден од најубавите можеби брендови во Македонија. Бојан, добро утро, најутрински би рекол во Телма. Ни пристигнуваш со најновиот читателски предизвик и вистина коинциденција се случи кога јас и ти вчера се слушаме дека денеска календарски започнува уште една ваша, јас би рекол, убава календарска година, летна пред се со токму предизвикот читам, значи патувам. Летните годишни одмори ќе бидат во полнек, па така што драго ми е што овој пасаж пристигнува како една новина од издавачкиот центар 3. Нема да погрешам ако кажам, бидејќи сум и ваш фан на тоа што го работите долги години, настрана нели од Телма телевизија, навистина одамна сте само вие продолжен простор, јас би рекол, туку еден културен феномен. Вистина, кога би те прашал на почеток како една книжарница успева и да не биде само нели што се вели ајде ќе кажам читателско катче или ајде ќе речат некој бизнис и така натаму, туку културна одговорност кон една заедница и едно општество. Пред се благодарам за многу бавата најава и за поканата и многу ми е драго што сум повторно тука. Да, ние во 3 наша филозофија и како ги замислуваме работите дека книжарница, односно издавачка куќа има една поголема општествена одговорност која што мора да ја преземи и да ја одигра. Тоа е комбинација на и на бизнис, на нешто што мора функционира, да вработува луѓе, да исплаќа плати, меѓутоа и да ја постојано, особено во овие времиња кога има навистина големи предизвици, да ја враќа книгата во свеста на луѓето. И дигитална писменост која што можеме да забележиме во некои структури од време на време, за жал. Дигиталното за жал ни одзема многу, ни одзема времето пред се, вниманието, трпението, ни одзема уживањето да буквално се посветиме на долгите четива, на убавите работи кои што се книгите. И тоа е нешто против што сите индивидуално самостојно треба да се бориме, а ние сме тука и да, нели, пред се да ги донесеме книгите кои што секој треба да ги прочита, веруваме дека треба да ги прочита. И во исто време преку овие акции, како што е оваа летна акција за која што сум денес тука, да потсетуваме дека секој од нас треба да одвои време, посебно кога летното време ни дозвола и повеќе слободно време и одишка. Бојан, колку е тешко да се зачува достоинството на книгата во пазар каде што брзината, апропо на овие трендови што велиме ние особено дигитални, често се поважни од квалитетот отколку можеби долгорочната вредност? Секако се големи, меѓутоа не само кај нас, буквално секаде се големи предизвиците. Гледаме во многу и кај нас, меѓутоа и во другите држави, пад на читателска публика, меѓутоа кај помладата генерација. Значи има некои предизвици, меѓутоа има и начини како се бориме со тоа. Има промени во однос на тоа што се објавува, приказните, има промени во форматите, веќе аудио форматот и аудио книгите се навистина многу популарни, актуелни секаде во светот, така што книгите, односно приказните, ќе продолжат да се раскажуваат. Меѓутоа треба веројатно и да се промени форматот. Да, не дека не сте биле низ вакви предизвици во минатото, како што пред некој извесен период разговарав со дузина музичари дека се враќаат винил плочите. Претпоставам дека и книгата секој пат ќе си губа просторот, затоа што мислам дека дигиталната детоксикација на сите нам ни е потребна. Пред извесен период читав, знам дека има уште мал милион примери кои што прават можеби таков пост во животот, кога сакаат да се исклучат од сите социјални мрежи и се посетуваат на себе интроспекција, не знам, некакви медитации во животот, веројатно поинаква нели духовност практикуваат, во која што
книгата некако е еклатантен пример за истото, нели, интроспективно патување и верувам дека и овој читателски предизвик супер ќе легне за луѓе кои што сакаат да направат една мала детоксикација и одишка. Не би трошил многу време, бидејќи има и доста работи кои што сакам да ги најавам со тебе. Читателски пасош, тоа е новината која што имате со оваа кампања. Летен предизвик звучи како една покана повторно на бегство од реалноста, но еве ти ќе ни кажеш за оваа потврда со читателскиот пасош. Идејата за тоа летна акција е да потсетим уште еднаш дека самото читање и патување. Всушност, читам, значи патуваме слоганот со кој што ја одбележуваме оваа летна акција. Независно дали патувате или не патувате, и на вашето патување треба да ги понесете книгите кои што ќе ве одведат уште подлабоко и во себе и во некои ќе ви отворат некои прекрасни светови. Така што покрај тоа, покрај насловот, решивме дека оваа година ќе направиме читателски предизвик, така го нарековме предизвик, во кој што секој што ќе дојде во наша книжаница и ќе купи некој од изданијата на Трина Паблишер, ќе добие ваков читателски пасош. И идејата е, внатре има 9 полиња кои што треба да полека да ги 9 полиња. Во секоја од нашите книжарници има печат со 500 денари потрошени, се добива еден печат. Секој трет печат добива подарок и секој, значи има 3 подароци. Секој подарок е подобар од претходниот, се разбира, оној со 9 печати ќе го добие најдобриот подарок. Меѓутоа, она што е предизвик и она што е изненадување е дека кога ќе ги соберете сите 9 печати, може да влезете во конкуренција за главните награди, кои што се една од наградите патување, вистинско патување за 20. Потоа имаме втората награда бесплатни книги преку целата година од 3. Значи сите наши нови изданија ќе ги добие читателот бесплатно и вредносни ваучери за останатите. Браво. Кои што повторно ќе кажам, ново патување, секоја книга е нова книжна дестинација, значи потребно е сите овие 9 да се соберат печати и станувате потенцијален добитник всушност на овие главни награди кои што спомена Бојан, ги имате во овој читателски пасош. Ова ќе трае практично до крајот на летото, Бојан? Ова трае до крајот на август и секоја недела ќе има нови понуди, ќе се менуваат понудите, ќе има и новитети, нови книги ќе пристигнат, се разбереме и многу актуелни настави кои што ги објавивме неодамна за време на сајмот на книгата, кои што се уште се прилично актуелни и барани и читани. Да, не можам да го изоставам прашањето. Читам дека ти, бидејќи си внатре во самиот круг, делокругот што се вели на самиот сајмски предизвик, кој што потем секоја година некако твоето име често, нели, и на Телма телевизија се со цел некако да се поврзаме со сајмот на книга. Нема да изоставам да кажам дека беше една од најуспешните години повторно. Можам да забележам на 2 пати кога додека го посетив и бев, нели, да речам, во близина на спортскиот центар Борис Трајковски, дека имаше доста млади читатели, што може преку училиште или самостојно дојдени, беше вистина убаво да се види. Да, токму и младите се голем дел од посетителите на сајмот. Да, тоа оди преку училиштата, меѓутоа тоа е една важна културна и образовна компонента на сајмот, тоа е да ги учи деца дека сајмот, односно книгата има посебно место во општеството и посебен настан кој што секоја година би требало да посетуваат. Одлично. Околу класиците, бидејќи пред известен период со едни мои пријателки баш говоревме за тоа дека нема убав подарок да се подари некој пат нов македонски автор или во случајот нели ново четиво, меѓутоа класиците остануваат неизбежен дел и од јас би рекол нели самите книжарници ваши, што е во моментот можеби повторно најчитано или актуелно за како тема наслови кои што може да ги издвоиме. Да, посебно ние сме окупирани и посветени на класици во минатите години. Наистина сакаме преку таа едиција безвременски да направиме една едиција, еден избор, посебен избор на книги кои што ќе бидат со одличен превоз, во одлично издание и многу достапни за читателите. Интересна е простија дигресија, како и младите знаат да кажат каков културен феномен знае да биде, не знам, да речеме, Џорџ Орвел денеска, или Виктор Иго, или било кој, нели, од оние класици, што би рекол, кои што се уште се протнуваат. Класиците остануваат, и тие се меѓу најчитаните. Неодамна ја објавивме книгата Чуварот во ршта,
популарната книга на Селинџер во превод на Румена Бужаровска, кој што е едно феноменално дополнување на нашата едиција, посебно затоа што се работи за еден нов превод, за ново да речем би рекол читање на овој класик кој што посебно треба да и се допадне на младата генерација која што знаете, јазикот се менуваат и читателите. Така што самите класици повремено треба да бидат адаптирани на еден нов јазик и токму тоа Румен многу умешно го прави со Чуварот вршта. Да, добро е што и покрај да речеме класиците кои што дел од нив ви се и на англиски, секако се обидувате максимално да останете трпеливи колку можете да ја наметнете да речем таа навика да се чита и на македонски. Тоа е веројатно мислам дека една од оние ваши движечки сили и моки која што има можеби самата издавачка куќа. Да. Знаете, порано имаше и доста сомнежив однос на квалитетот на преводите, а ние многу време и многу енергија посветивме благодарение на редакцијата и на нашите соработници. Добри лектори. Долго време, да, работевме на тоа и мислам дека вратена довербата во преводите, и тоа е нешто кое што се треба нели сите да работат колективно да го чуваме и да го негуваме нашиот македонски јазик. Има еден тренд кој што верувам сите го знаете дека младите сакаат да читаат на англиски јазик. Против тоа не можеме Мислам дека не можеме да се бориме, ама добре, го наметнувате трендот, повторно ќе кажам. И тоа е важно е дека младите читаат. Тоа е нешто кое што ни влива надеж и кое што не радува. А тоа што во моментот решаваат да читаат на англиски, тоа е некаков тренд кој што понатаму би продолжил, верувам, на македонски јазик. Јасно. Како би бил, да речам, балансот или статистиката во промоција на кои жанрови годинава, што најмногу доминира? Позитивната психологија, белетристиката, трилерите, што во моментот во првата половина од 2026-та, Книжарница 3, ако направи можеби некаква нели рекапитулација, беше најбарано и знам дека одговарате на сите вкусови, ама ајде да речеме што беше и останува најактуелно. Па во моментов да речем е изедначена трката помеѓу класиците, личниот развој кој што е секогаш популарен и нели препознатлив за три. Меѓутоа има неколку интересни проекти кои што минатите месеци ги објавивме. Тоа се една детска книга од Драган и Марк Тапшанови, која што е, да речам, оригинален локален производ книга. И книгата Ништо случајно на Нина Ангеловска Станков, која што е мемоар од една за нас позната јавна личност, која што е нешто што ретко се случи и нешто на што многу се радуваме. Да, ја имаме предизвестен период. Нина говореше конкретно за жената во бизнис секторот, меѓу другото и како таа добро се справи можеби со таа дигитална трансформација кога стана збор за онлайн купувањето, некогаш Групер, па потом или со e-комерс и така натаму, и некој пат да се биде и во министерското столче, така што има доста искуство и добро е што секој пат сте во поддршка на... Многу е важно да се луѓето сакаат да читаат домашни приказни кои што ги знаат, од личности кои што се од нивниот јавен простор. Така што мислам дека треба да се развие таа култура на што е можно повеќе отворање на нели што повеќе приказни, што повеќе достапни четива од локални личности, дали од бизнисот, дали од политиката. Да, бидејќи многу лесно се поврзуваме, а гравитираме сите на токму така, да, и се читане на поинакво ниво, не книгата сепак не е портал, не е нешто кое што има намера да кажува невистини, не знам. Јасно. Бојан, колку ризик има во издавањето денеска на нови непознати автори кога ги споменуваме, бидејќи секој пат се обидувате, правите можеби истражување како таа книга и автор сериозно ќе можеби донесе некакво влијание, дека ќе биде некаква нова една табула раса за нели современото општество и така натаму. Да, имаме многу пред се и ракописи кои што ни пристигаат во нашата редакција, кои што ги читаме со внимание. А исто така ги следиме нели и странските и светски трендови, да, трендови, топ листи и многу често и критичари и критики. Така што кај нас ние сме фокусирани, ние сакаме да најдеме локални нови локални херои, книжевни херои кои што би кажале нешто различно, нешто
ново би биле нешто кое што ние би можеле да го покажеме на светот. На тоа сме повеќе фокусирани. Да, светските трендови, нешто што можеме само да го следиме, не можеме да го ние сами да предизвикаме тренд, ние можеме да предизвикаме тренд внатре во нашата држава преку нови интересни четиве, нови интересни автори кои што верувам младата генерација посебно ги има. До крајот на август имаме читателски предизвик, читам, значи патувам, ни донесе неколку примероци. Еве, ќе можеме режија, ако во моментот сте согласни, телефонскиот број на Телма, барем еден од вас кој што ќе се јави прв во овие најутрински часови да добие едно четиво. Ова се само дел од овие во моментот актуелни книги и наслови. Поновите наслови. Така што ве чекаме на 02 префикс 30 70 005. Еве, еден може да вклучиме во програма режија и секако да ужива секако и со читателскиот предизвик. Ке ми кажете што е подготвен гледачот да го вклучиме. Слободно, Бојан, оставам тебе да кажеме околу овие бестселери. Тоа се храброст да се биде среќен е бестселер, јапонски бестселер. Тој е еден попознатите модерни филозофи кои што ги обработуваат темите во конкретна книга, темите и психологијата на Алфред Адлер и на еден интересен и достапен начин за разбирлив начин за читателите баш ја објаснува таа филозофија и навистина прекрасно четиво за секој кој што сака и книги кои што ќе го разбудат натрешно и ќе му одговорат многу важни животни прашања. Да видиме кому може ќе припадне ова или можеби отворете кога? Доктор Џули Смит. Добро утро. Добро утро. Убав ден. Исто и на вас и посакувам Марко се најубаво. Ви благодарам. Лечни денови. Поздрав до гостиност. Ви благодарам. За кое четиво ќе се одлучите? Па за втората. За првата? За втората од доктор Џули Смит. Да. Одлично, еве ќе ни објасни малку Бојан, ќе ве очекува еден примерок во Телма телевизија уште денес. Ви благодарам за јавувањето. Еве можеме и за доктор Џули Смит нешто да кажеме, Бојан? Џули Смит е една од највлијателните во моментов психолози британски. Таа е многу популарна посебно и на социјалните мрежи на Инстаграм. Има нови свежи гледања на многу актуелни прашања и проблеми со кои се соочуваат луѓето и дава навистина разбирливи одговори и оваа книга отворете кога има за секоја ситуација, за секоја можеби за секој проблем некаков одговор. Можност да. Книгата се отвори како еден вид на прва помош или како еден вид на утеха и на добивање на мир. Да, така што рецензира Мел Робинс, која што исто така ми е една од омилените авторки, кога станува збор за тие, ајде повторно ќе кажам подкаст или дама која што знае да инспирира, Мел Робинс ми е во првите топ 3 во моментот, која што вели апсолутно извонредна. Оваа книга ми требаше пред 30 години, веројатно кога таа започнувала да гради собствен бизнис, нели? И добро е што еве овие секојдневни животни алатки со подови и падови кои што секој од нас ги има, нели? Всушност, супер ќе дојде доктор Џули Смит, авторка на бестселерот зашто никој не ми го кажал ова порано. Да, добро е што веќе се зборува за сите животни предизвици и проблеми отворено и без никакви филтри пред нас, така многу и секој може лесно и навистина преку една книга да дојде до многу одговори и до поинаков живот можеби. Како не. Можеме да најавиме возбудливи 6 следни месеци покрај можеби овој читателски предизвик, еве чисто само да начинам, па сигурно ќе се видиме. Да, се разбира. Во исто време додека траева акција, се разбира има акции за лектирните изданија кои што се во моментов актуелни за сите кои што се на летниот училиште, и за сите родители. Понатаму по завршување на оваа акција во летниот период имаме есента која што ни носи многу нови изданија, изданија кои што се од кои првенствено ќе бидат од домашни автори, кои што ги најавуваме тековно, и понатаму имаме во октомври сајамот на книга во Франкфурт, за кој што се подготвувам исто така, кој што ни е една од главните интернационални настани, нешто на кое што посебно се радувам и работиме.
Така што годината е прилично зафатена и има многу, треба да донесе многу новитети. Супер. И за крајот само ќе најавам еден настана, тоа е дека во Скопје ќе доби уште еден фестивал на книгата, кој што ќе биде организација на Македонска асоциација на издавачи, кој што ќе се одржи. Да, јас сум председател. Кој што ќе се одржи кон крајот на годината, крајот на ноември. Ова е новина, официјално? Ова е новина, да. А од оваа година се... Значи, ја забележавте можеби неопходноста дека да, токму... треба да си има реципроцитет во годината. Да, дека годината недостасува уште еден настан, кој што може би ќе биде малку поразличен во поинаков формат. Нема да го открием сега во моментов, бидејќи сега ще работиме на тоа, и тоа ќе биде нешто поразлично и нешто многу интересно. И нешто што ќе биде фокусирано на книгите и на нивната промоција. Значи повторно промоција на нови автори, средба со читатели, средби, дискусии, панел дискусии и така натаму. Останете добри бастиони вака како и досега. Висна ти благодарам, ова фина новина што се вели на почетокот на летото. Бојан, чувајте ми се, па се гледаме во месеците кои што следуваат. Благодарам многу, Марко, на поканата и се надам ќе се видиме повторно пак.